Каков ќе биде квалитетот и квантитетот на ориз оваа година? Земјоделците од Кочанскиот регион велат за сега ситуацијата е добра. Оваа година нема болести кај оризот, а има доволно вода за наводнување. Во наредниот период, согласно временските услови, ќе зависи и понатамошниот тек на оризот, пред се на покрупните сорти кои оваа година најмногу се застапени по кочанските полиња. Од водостопанството пријатие Кочани сме задоволни, значи вода има доволно. Како ќе биде у понатамошниот период, се зависи од водостојот на браната и од Дедо Господ, како ќе даде водич. Па мислам дека добар и квантитет и квалитет ќе има оваа година, гледајќи ја сегашната состојба. Таа година имаме најмногу камео и Андреа. Малку поретко опале кај што е ладна водата. А ситните? Ситните не ги застапуваме таа година, затоа што имаме најава од Министерство за земјоделие дека нема да биде исплатена субвенција на негово име. Така ли беше, председателе? Земјоделците децидни дека се ќе биде добро ако почне да се откупува оризовата арпа од претходната година. Со овогодинешните показатели треба да има добар ориз кој понатаму треба да се продава. За сега е добро, а како ќе биде не се знае. Се зависи и од температурите у дело на квалитетот. Ама има проблем со заостанањата количина од прошлата година. Ако тај ориз не се продаде, не се нешто преземе, да се затече со нофиот, ќе има проблем. Температурите се високи и тоа влијае на квалитетот. Оно е време кој ќе сега за сега уште не е искласил. Кој ќе почне да искласи, да залебува, ако температурите продолжат, ќе има поморан дама. Оваа година ќе се откупува оризовата арпа од претходната реколта која стои складирана во амбарите на земјоделците. Државата најави за стокови резерви, но се уште не е започнато.